Бројот на заболени од западно-нилска треска достигна 38. Властите велат дека од нив 37 се од Скопскиот регион, а само еден е заразен од Велес. Сите се наоѓаат на клиниката за инфективни болести во Скопје, од кои 20 се третираат како сомнителни случаи, додека кај други 36 пациенти е утврдена невроинвазивна форма. Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека од нив 28 се мажи, а 10 жени, но последната недела била фатална за тројца пациенти, со што бројот на починати од западно-нилска треска се искачи на 4. Само во последната недела, значи меѓу двата пресека кои ги издава Институтот за јавно здравје во нивните неделни извештаи за западно-нилската треска, имаме 12 нови случаи и во овој период се случија 3 нови смртни случаи. Од нервно-инвазивните форми, бидејќи нервно-инвазивните форми се 1% од вкупниот број. Значи, ние кога говориме за 38 случаи, помножите пута 100 колку се најверојатно заразени, меѓутоа 80% се без било каква манифестација и последица. По прогласувањето на епидемија на западно-нилска треска во општините Киселавода, Газибаба, Аеродром и Бутел се преземаат мерки. Министерот Клековски рече дека продолжуваат заселените активности за заштита на населението во општините погодени од зголеменото присуство на инфекцијата. Тој рече дека се извршени авионски и копнени дезинсекции во најпогодените општини како Газибаба, Киселавода, во населбата Драчево, Рачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Чучер, Сандево и Велес. Општината Илинден е една од најревностните и е за пофалба во однос на преземените мерки за прскање. Значи има 3 земјани прскања за ларви, 3 за возрастни коморци, сепак има 3 случаи на западно-нилска треска, студеничани која нема преземено ни една дополнителна мерка надвор од прскањето од град Скопје. Има помалку случаи од Илинден. Со цел граѓаните од погодените подрачја навреме да добиваат совети за лична заштита од убоди од комарци, се спроведува масовна СМС кампања за информирање на населението. Кампањата опфаќа испраќање вкупно околу 38.500 пораки до граѓаните во погодените општини. Властите апелираат да се отстранат застојаните води од дворовите и редовно да се чистат улуците, како и да се постават заштитни мрежи на прозорците и вратите. Се препорачува да се избегнува престој на отворено во зори и самрак, кога комарците се најактивни, да се носи облека со долги ракави и долги панталони и да се користат репеленти.